Доделени договорите за неповратна финансиска поддршка во форма на грант до 10.000 евра за инвестиции на земјоделски производители на храна од животинско потекло од програмата за мали производители. Договорите беа доделени денеска во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ова е нова програма која е воведена прв пат како една од клучните промени во реформата за поддршка на малите производители. Договорите се со вкупна вредност од 8 милиони денари, наменети за развој на сточарско производство, за инвестиции во опрема, основни средства и услуги, кои имаат цел остварување додадена вредност во примарното производство, развој на производи со традиционални карактеристики и зголемување на конкурентноста, како и развој на семејни бизниси од областа на производството на храна од животинско потекло. Предноста на оваа финансиска поддршка е авансна исплата, што значи дека сите добитници на грант, веднаш по потпишувањето на договорот во рок од 10 дена, ќе ги добијат парите со кои треба во рок од 45 дена да ја набават опремата за која аплицирале. Целта е преку финансиска поддршка да се помогне на малите земјоделски стопанства, на малите фарми, да ги зголемат капацитетите и со тоа да си го зголемат приходот и да изградат сопствени брендови. Со тоа, велат од Министерството, ќе им се помогне на земјоделците да го легализираат својот имот, со што ќе бидат во можност да ги обноват своите капацитети или да изградат целосно нови. На тој начин ќе станат поконкурентни и ќе им се отвори патот за зголемен пристап до сите мерки и политики на Министерството, но и на Европската Унија, фондовите кои што ги има, особено ИПАРД програмата. Прво и основно би нагласил дека ова е доста добра идеја, затоа што знаеме дека земјоделците всушност крај со крај одвај врзуваат во однос на самото производство. Еве, сведоци сме дека цените моментално на Бостонот се неприфатливи, среќа другите се релативно прифатливи, но сепак без разлика голем процент од самите субвенции земјоделците ги користат понатаму за производство, да продолжат со земјоделско производство. Знаеме дека преходните години често пати субвенциите многу доцне. Значи, бродот се продаде, па се чекаше, еве ова година со овој начин овозможува пред се на ова криза економска, кој што сите сме зафатили, па и самите земјоделци, да има еден стимуланс во однос на правилното производство, односно како што треба да се произведува. Затоа што ова го потенцира, без разлика, не мора еве Бостонот има производители што се на пиперка, производители на домат и така натаму, овоштари, лозари и така натаму, каде што економијата, односно цените, високите цени и на репроматеријалите, високите цени и на препарати и така натаму, допринесува како резултат на тоа да дојде до кратење на употребата на заштитата кој што се јавува во самото производство. Па сведоци сме како резултат на тоа доаѓа до нагло заболување и пропаѓањето на родот, потврлување на квантитетот и количината, односно и самиот квалитет. И ќе повторам уште еднаш, ова е за поздравување, се надевам дека и во иднина Министерството ќе изнајде одредени форми со цел да му се помогне на земјоделецот, затоа што еве минатата година кога земјоделските производи во светот и во Европа беа високи, бевме сведоци дека нашето производство, што треба да го чуваме, да го негуваме, како сепак земјоделска држава, каде што голем процент на луѓето се земјоделци, се занимават и е најевтино, најисплатливо. Од оваа година ќе се почне со авансна исплата на субвенциите од реколта 2023. Земјоделците ќе добијат авансни 30% до крајот на годината. Малите производители ќе останат во фокусот на политиките, велат од Министерството за земјоделство. Ќе се поддржат за да можат да растат и да го зголемуваат производството, а младите да останат во државата и тука да ја градат својата иднина. Министерот Николовски вели дека се посветени на поддршка на малите фарми, младите и жените.